Добро вечер, почитувани гледачи. Уште едно интервју на К3 телевизија, а вечерашниот наш гостин е човекот кој што по втор пат несебично, како прв човек на една општина, го даде својот допринос за да успешно се организира една манифестација. Впрочем, се слушаа звуците надалеку од нашиот соседен град Кратово. Јас ќе кажам добре дојдовте во студиото на господинот Мите Андоновски. Добро ја најдов и поздрав до гледачите на К3 телевизија од Кумано. Ви благодарам што дојдовте вечерва, иако знам дека имавте многу обврски. Завршија златните денови, но вие не завршивте со својата агенда на обврски. Да ве прашам прво, како вие лично сте задоволен од се тоа што се случуваше пред некој ден во Кратово? За време на викендот, петок, сабота, недела во Кратово имаше одлична атмосфера. Мислам, и оние кои настапија и посетителите кои ги имаше не само од нашата општина, него од многу други општини од нашава земја, па и по некој странец, беа презадоволни, затоа што може да уживаат во музиката која исполнија сите учесници, а имаше музика за сечи вкус, и за возрастни, и за млади, па последниот ден и за дечињата. Значи имаше настапи на пејачи кои пеа народна музика, забавна музика и секако во неделата хорот на Златно Славиче за дечињата имаше своје представување. Така и нашата телевизија проследи дел од убавите музички настани и задоволството беше евидентно на присутните таму. Се трлали рацете и на угостителите, како тие поминаа во овие златни денови во Кратово? Мислам дека сите беа задоволни. Прво, публиката, затоа што сите играа, се веселеа. Мислам, плоштадот беше премал да ги прими сите посетители. Така. Она што се вели игла немаше кај да се пушти. Посебно ме радува што сето ова помина во една мирна атмосфера на дружење, иако имаше и од соседните општини, значи стварно атмосферата беше супер, а мислам дека и угостителите направија добар промет и треба да бидат задоволни. Така, општината Кратово и вие како градоначелник сте голем поддржувач на многу манифестации од меѓународен карактер во Кратово. Мал град, многу големи настани. Да кажеме 22-та ликовна детска колонија Лазар Софијанов. Златните звона звонеа и овој пат Лесновски за деновите на поезијата. Да не заборавам да кажам дека следи сега меѓународниот тамбурашки фестивал во Кратово, 7 поред, ако не се лажам. Како стига се општината тоа да покрие тоа? Сепак се некои сериозни средства кои се потребни за да се одржи се тоа како што треба. Впрочем, тоа сепак се и меѓународни настани. Значи, општината, иако е мала и не е многу финансиски јака, но посветува внимание во последните години многу на културата и се организираат многу културни манифестации во Кратово. Спомнате, Лесновски звона ги организираме во чест на нашиот прерано починат поет Чедо Јакимовски, манифестација на која доаѓаат од 30 па и повеќе познати наши поети кои се биле другари на Чедо Јакимовски или поддржувачи на неговата. Има и млади многу поети кои доаѓаат и оваа година, значи, сите финансиски трошоци ги сносеше општината, додека во изминатите години имавме поддршка и од Министерството за култура. Слично се случува и со манифестацијата што ја најавивте, меѓународен тамбурашки фестивал кој по 5 пат се одржува, не 7, 5 пат се одржува. Значи оваа година финансиски ја поддржа и Министерството за култура, а секако и општината свој дел има во финансирањето на оваа манифестација. По 5 пати ја одржуваме, минатите години доаѓаат тамбурашки оркестри од Словенија, од Хрватска, од Босна и Херцеговина, од Србија. Се надевам дека и оваа година истите тие од овие земји ќе дојдат пак на овој наш фестивал, затоа што стварно имаме добра публика, имаме наш староградски тамбурашки оркестар кој има традиција повеќе од 50 години и кој свири постојано сега и на други разни веселби во Кратово, во кафејани, па и во соседните градови.
Така. Јас би предложила да погледнеме малку што велат кратовчани после што туку завршените златни денови. Малиот живописен град во североисточниот дел на Македонија е познат како град жив музеј, град на кулите, мостовите, римските рудници, старата чаршија, град на прекрасните цркви и манастири изградени уште во 14 век и е еден од најстарите градови во Македонија. Па Кратово е втора година како се одржува фестивал Златни денови, е феноменално, има многу луѓе, многу гости, забава, музика. Бевте ли синоќа на настана? Да, на Вечер сите планирате настани. да одите? Да, бајага, обавезно. А во текот на годината како е? Сигурно малку помалку народ има. Не, па Кратово е мало место, има туристи во последниве години, посебно викендите, и треба да му се даде голем аспект на развој на градот на туризм, пошто ова е прекрасно место, мислам секој да дојде да се одмори и ќе остави одека некоја пара, нели тоа е за добродет на сите нас. Свиѓа ми се што има вакви работи. Народот нема пари. Сами видите какав е пазарот. Спектарот од недопрената природа и чистиот воздух, старата архитектура и културно-историските знаменитости, локалната кујна и сето тоа дополнето со гостопримството и топлината на домаќините го вбројуваат во една од најпосакуваните и најпосетуваните туристички дестинации во земјава. Во таа насока локалната самоуправа превзема низа мерки и активности за унапредување на културно-туристичката понуда на градот. Се враќаме пак назад во студиото со вас, господин Андоновски, да ве прашам, помина златните денови. Предстојат ли златни денови за Кратово и за кратовчани? Па не случајно оваа манифестација нарековме Златни денови. Кога го правевме првото на првото интервју, не прашува зошто избравме такво име. Прво, во Кратово има многу сонце, второ, во Кратово има и златна руда која се експлоатирана уште во времето на Саси Шлези, познатите германски племиња, и се надевам дека во наредните неколку години ќе биде отворен и нов рудник за злато, кој ќе биде можеби најбогат на Балканот и своје вработување ќе најдат одреден број на невработени лица во Кратово, а мислам дека ќе има екзистенција Кратово да продолжи да живее. Значи, општина Кратово, како и општините Крио, Паланка и Пробишти, се простираат на Осоговските, старите Осоговски планини, кои се богати со рудно богатство, значи и во Пробишти се експлоатира сега олово-цинкова руда, исто и во Крио Паланка во рудникот Тураница. Мислам дека во Кратово со отворањето на овој рудник, исто од време постои традиција за рударство, и мислам дека ќе продолжи, голем дел од населението ќе најде екзистенција во овој рудник. Каква е моменталната состојба според вас, економска состојба во Кратово, ама искрено? Значи, во Кратово до 90-тите години немаше незапослени луѓе. Само кој не сакаше да работи. Функционираше комбинатот Силес, кој имаше преку 3500-600 вработувања, фабриката Иднина која имаше околу 300 вработувања, а Стибо еден погон Штиб во кој беа вработени 250 до 300 жени и една килимарница. Значи, тоа е основата на вработувањето. После оваа транзиција што настана со растурењето на поранешната Југословенска република, значи и во Кратово се случи она што се случи во останатите делови на Македонија. Сакам да напоменам дека комбинатот Силекс продолжи со работа, но не со онаа темпо со која работеше пред 90-тите години, затоа што се растурија традиционалните југословенски пазари, па сега се бара нови пазари во Бугарија, во Албанија, што секако бара дополнително време, дополнителни трошоци за истражување на пазарот. Фабриката Иднина ја купија словенци, па се затвори, па ја купи сега Змејковски, ја активира со 50 на луѓе, али се уште нема полна фаза на производство, што јас се надев дека ќе има зголемување на луѓето кои ќе се вработат таму. За жал, тоа уште го нема, а Стиво поконот се затвори, и како и сите други општини и општина Кратово, значи проблем има со вработеност. Се вратам на едно прашање кое што го размислувам лично за вас. Вие сте по трет пат градоначалник на општина Кратово.
А за 2 години ќе заврши мандатот. Имате можност да се кандидирате како независен кандидат. Ќе одите ли понатаму во политиката или? Ја политиката не ме интересирала од време, значи 23 години имам работено во комбинатот Силекс во комерција и сум ја пропатувала и поранешна Југославија и Бугарија и Албанија и у Румунија сум бил, значи тие соседните земји, мислам дека не ме интересираше многу политиката, ама се нафатив со цел да пробам еден мандат да видам што може на луѓето, на инсистирање на мои пријатели. Видов дека и во политиката може да се успее ако човек сака да работи и Така. да биде чесен. Само мислам дека во овие наши прилики што се случуваат во Македонија, неблагодарно е да се биде градоначалник, затоа што со сите негативни и позитивни работи што ги има, посебно во малите места кај што сите се познаваме, целата вина паѓа на градоначалник, така нешто не е во ред. Така. Очекувате ли, доколку одите понатаму секако, очекувате ли од спротивната страна да добиете гласови? Во Кратово, значи, изборите секој пат се спроведуваат фер и демократски и во оваа коалиција во која сум јас за подобра Македонија, значи член сум на Социјалистичката партија, секој пат убедливо се победува од 90-тите години навака и тоа со резултат 3,5-4 према 1, така да Познато ни е луѓето тоа. гласаат за познати луѓе, за луѓе кои можат нешто да направат. Да видиме граѓаните во Кратово од што не се задоволни. Кога ја правевме нашата анкета, забележавме дека постојано се дава акцент на младите си одат. Впрочем, и многу млади говореа во некои наши разговори со граѓаните. Да погледнеме, па ќе продолжиме пак. Граѓаните на општина Кратово се соочуваат со стандардните проблеми карактеристични за едно мало место. Недоволно развиената економија е проблем број 1, велат кратовци. Нивна најгорлива тема е невработеноста со која се соочуваат младите луѓе. Таа е главна причина за напуштање на родниот крај и барање на екзистенција надвор од Кратово. Но оптимизам им влеваат заложбите за новите индустријски зони, кои ветуваат нови работни места во североисточниот регион. Чекор напред во разубавувањето на градскиот лик е уредувањето на речното корито, асфалтирањето на уличките и останати инфраструктурни зафати за кои се залагаат одговорните. Работување е слаба работа, за уредување и колку толку уреди се нешто. Те реката уреди, малку некои други работи. При се, а да работа тешко. Дали е чист градот? Дали се внимава на хигиената? Нема нешто и слабо. А улици дали има нови изградено? Тоа е се по-почисто, имаше на плочна представа, нема по тие уличните страници, поставија нешто. Таму плочни нови става, кадрми става, задржање дека брало место става, подпирачи нагоре тако. Ке има вработување, ке има, се надеваат луѓето, има. Има, би требало да има и има обеќано да има. Сега има. Треба да има. Прават нешто улици, корита? Се граде се, Кратово. Сега треба и мостовите тие, све да се граде, све ново. Оно е изградено тоа, ама сега сакат, мислим, убаво да се направи тоа. Па проблеми се тие што народот се исели, нема народ. Да. Инфраструктура нешто поправена ле, подобрена ле? Структура нешто се прави, ама тоа е како што овој град имаше историски споменици, требаше на време да се тоа ревитализира, да се спреми и да видам сега некако каснат со некои работи, не можат ритам да фатат веќе. Ако ништо друго, барем проблемот со водата за пиење дали е среден последниве некои години? Па не е баш средена проблемот со водата. Значи преку лето има рестрикции или? Не, вода има доволно, само не е нај. Не сме, да. Не сме сигурни во квалитетот. Што да ни кажете онака во Кратово, што ви фали, што ви недостига, како е во градот да се живее? Тој нема. Кој е најгорлив проблем на кратовци кој што треба да се среди? Невработеност како секоја источна Македонија. Сега треба да се отворат индустријски зони,
Се надеваме родник. Weibo Group и Па да, исто и таму, Weibo Group, исто индустријски 2 зони доле. Што се и родникот за злато нешто испитуваат, па луѓето да останат овдека да си најдат парче леј, пошто многу луѓе идат барат работа у Скопје и у има ли странство. многу што се излезени млади од Кратово или? Па има. Мислам, тоа е цела источна Македонија, за жал се. Мало место. Еве видовме дека тоа е што може да забележи камерата и разговорот. Тие велат едва чекат да се заврши средно училиште и да отидат. Тоа е својствено на сите мали градови, па еве и на Кратово. Што е тоа што треба да се изнајде? Имате ли некоја перцепција што треба да се направи за да младите, освен тоа што ќе им се отвори можност за вработување, што е тоа што може да ги на некој начин задржи и мотивира тука? Значи, како што спомнавте, проблемот на иселување на младите не е само во Кратово, претежно во цела Источна Македонија. Затоа што кога ќе завршат во ова време сега младите прво не можат да најдат работа. Со отворање на нови работни места, мислам дека ќе се повеќе број на млади луѓе ќе остануваат во општината. Ние правиме некоја стратегија за младите која за скоро време ќе биде готова, ги вклучуваме и нив директно да бидат вклучени во донесување на одлуки на Советот, така да што сами можат да предложат што е добро за нив и да ја креираат политиката за младите во општината. Мислам, отворањето на нови работни места, овозможување на ноќен живот, значи во малите места ние немаме дискотеки, нема како што е во Скопје, каде што сакат и после 10, 11, 12 саат да отидат до сабајле. Кај нас се затварат кафаните во 12, 1 часот, а младите сакаат секаде да имаат забава и во ноќните часови. Не е кога беше нашето време по 10 саатот се затварат кафани, нема телевизија, се одиме дома. Сега во тоа време младите излегуваат од дома. Се свртија нештата. Сметате ли и вие дека може би една поамбициозна туристичка кампања или може би поголем акцент даден на туристичкиот развој на Кратово, затоа што навистина Кратово нуди неверојатни можности за развој на некој малку поспецифичен туризам, може да направи нешто кое што во перспектива Кратово ќе биде една дестинација на која почесто ќе доаѓаат туристите од странство. Кратово е најстар град на Балканот. Кратово е со како што кажа министерката, музејно отворено. Значи, град на кули, мостови. Ние се трудиме во последно време, значи, да ги реновираме кулите. Веќе реновиравме 2. Саат кулата со средства од Светска банка, Симичева кула со средства од општината, од германската амбасада, и сега имаме Златкова кула со донација од американската амбасада од $97,000. Веќе тендерот е завршен и мислам дека треба овие денови да се отпочне веќе со реновирање. Ќе ни останат уште 2 цели кули и една е срушена и тие да ги реновираме, за да дојдат луѓето да ги посетат, да видат. Внатре има поставки, значи во Саат кулата има Кратово низ историјата, каде што може да се запознаат со историјата на Кратово во изминатите векови. Имаме стари цркви, имаме стара градска архитектура, тесни улички, што е интересно за се поголем број туристи кои доаѓаат во последно време. Значи во последнија 2-3 години секоја сабота, недела бројот на туристи се зголемува, а посебно и во зимскиот период, кога доаѓаат и можат да пробат и традиционална кратовска храна, пастрамајката кратовска. Ние не ја никаде фалиме, ама мислам дека е најдобра. И секој кога ќе дојде да ја проба, кажува дека е подобро и од Штипската, и од Велешката, и од Светиниколската. Да, а што е тоа мекици на саџак? Прочитав некаде. Мекици на саџак правиме кога е денот на културата, 10 јуни, организираме настап на културно-уметнички друштва од нашите соседни општини. Ова година имаше од Неготино, од Кочани, од Радовиш, од Скопје и на отворено, значи, старите домакинки припремаат мекици како што припремале на времето дома. Значи на саџак во тава се пржат мекици по 1000 до 2000 и ги делиме на собраните
граѓани кои доаѓаат на таа манифестација. Да пробат мекици со сирење, освежителни пијалоци и да уживаат во добрата музика и во настапот на културно-уметничките друштва. Да, и уште нешто имате и компиријада. Имаме и компиријада која традиционално ја одржуваме веќе неколку години. Минатата година ја помогна Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, на која поканивме, значи, домаќинки од суседните општини. Сите може групи да се представат со претежно јадење спремени од компира, а најголем дел од просторот го земаат нашите ученици од основното општинско училиште Кочорацин и од средното општинско училиште Митко Пенџуклиски, каде најмладите може да направат и фигури од компири, и јадење од компири со помош на нивните мајки, така да и минатата година организиравме и културно-уметничка програма, ја збогативме, пред тоа ја одржувавме манифестацијата во спортската сала или во холот на училиштето, сега ја правиме на централниот плошад, каде што можат да дојдат исто така голем број на посетители од нашата и од соседните општини. Некое време најавивте дека ќе се реконструираат подземните тунели или патеки беа. Значи, поана што е познато во историјата, сите кули во Кратово биле меѓусебно поврзани. Така. И во случај на опасност, луѓето што живееле во нив ги користеле едни за одбранбени цели, други за живење. Кога ќе имало опасност од напад, значи по тие тунели излегувале, сите воделе кон речните корита, но со градбата на куќите нови, тие тунели се испрекинати. Има делови сега кои што се откриени и ние сакаме заедно со Министерството за култура, со Управата за заштита на културно наследство да поработиме, да отвориме дел од тие тунели, за да можат посетителите, туристите кои ќе дојдат, значи да ги видат и да видат стварно што е она што се тие тунели. Значи имаме во еден ресторан Александрија дел од таков тунел кој е исклесан целиот во карпа, во камен, и може да се посети, да се види и тука да се напијат кафе и да го видат тунелот на лице место, како е тоа макотрпно работено во тоа време. И ако откриеме дел од тие, мислам дека ќе биде голема атракција за Кратово. Би било атрактивно, да, секако. Барав нешто кое што можеби посебно треба да биде кажано за Кратово. Се тоа што направивте е евидентно. Се тоа што треба да се направи, верувам дека е процес кој што сигурно нема да го одмине вашето место како градоначалник на општина Кратово. Во спортот исто така не сте останале да не го дадете својот допринос. Направивте во ваше време, додека сте градоначалник, и ново спортско игралиште со вештачка трева, така? Во Кратово спортот има традиција. Да, значи, Силекс. фудбалскиот клуб Силекс веќе од самостојувањето на Македонија игра во првата македонска фудбалска лига. Пред минатата година испадна и мислам дека единствен клуб беше што немаше испаднато, не се врати веднаш во прва лига и оваа година освои пето место. Мислам дека во годините после осамостојувањето фудбалскиот клуб Силекс имаше огромни успеси. Играше во купот на УЕФА во тоа време и играше со екипи од типот на Борусија Менхенгладбах, Бриз, Шахтер, кои сега се големи звучни имиња, Екранес, со екипи од Израел, од Исланд, од Ирска, значи постои традиција. Исто така имавме допред некоја година женски ракометен клуб. Така. Ел Коринтиони го менјаше името, кој играше во првата ракометна суперлига на Македонија во времето кога кометал Ѓорче Петров беше најсилен, доаѓаше во Кратово. Сега имаме исто така екипа во футсал, во мал фудбал, во втора лига, која оваа година играше квалификации да влезе во прва лига. Па имавме пред некоја година европски првак стана во карате Наташа Илиевска, која првите чекори ги направи во Кратово, па се пресели во Скопје во посилен клуб Мак Петрол, каде што и денеска е тренер таму. Па го имавме Мартин Богатинов и бранеше за македонската фудбалска репрезентација и сега е член
по времено го викаат. Па го имавме Трајче Кирев кој беше во времето кога Силекс беше добар, исто така голман во македонската фудбалска репрезентација. Има традиција во Кратово за спорт. Ајде да се надоврзам, и вие некогаш игравте во Силекс, нели? Па играв во ФК Шлегово, па во ФК Силекс и така. Тоа беа можностите тогаш. Инаку ова што спомнате за игралиштето, заедно со Агенцијата за млади и спорт и Фудбалската федерација на Македонија направивме на старото место каде што беше старото фудбалско игралиште Мусава, ново фудбалско игралиште со вештачка трева. Значи, агенцијата ги финансираше градежните работи, а Фудбалска федерација ја донираше вештачката трева и игралиштето е направено, спремно, треба за некој ден и званично да го пуштиме во употреба. Инаку направивме и од ова програмата што се на Агенцијата за млади и спорт, ново тениско игралиште, направивме комбинирано игралиште во село Крилатица и до крајот на годината треба да направиме уште едно комбинирано игралиште во село Кетеново. Така да малце местоположбата на Кратово е таква да не ни дава многу можност да правиме нови фудбалски игралишта, но секаде каде што може и каде што има простор, не само во градот и во околните села ќе пробаме да направиме терени. Господин Андоновски, ги користите ли меѓународните фондови погранични пред себе ИПА? Знам дека регионот е забележително успешен по добивање на средства од ИПА, но и солидно распоредување на тие средства и инвестирање. Па во меѓуграничната соработка не сме имале многу проекти, еден мек проект имаме, мислам дека Крио Паланка е лидер во тој поглед во нашиот регион, но преку нашите министерства, значи што имаме можности да аплицираме, посебно преку Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделието и рурален развој, имаме 6-7 проекти реализирано и ги користиме тие средства и преку останатите министерства, посебно за транспорт и врски, преку јавното предпријатие за државни патишта, имаме реализирано голем број на проекти. Наредниот период, што би издвоиле вие лично како најкапитални инвестиции на кои што ќе обрнете внимание, особено како општина Кратово? Ја мислам дека до крајот на годината треба да реализираме неколку проекти кои се многу важни за општината. Прво, имаме проекти веќе се одобрени од Министерството за финансии, значи за средување на паркинг просторот што е спротив Кратис. Имаме проект кој мислам дека до крајот на годината ќе го завршиме, да го уредиме зелениот пазар, да го покриеме, да изградиме санитарни јазли, место за паркирање околу него, што е еден голем проблем за Кратово, и ќе работиме уште на подобрување на патната инфраструктура во селските населби. Во Кратово треба до крајот на годината, мислам овие денови, да започне изграда на нова спортска училишна сала за основното училиште Кочо Рацин. Сега имаме една сала спортска која е на општината, ја користат и средното училиште и основното училиште. Со изградба на оваа сала само за основното училиште ќе се растеретат малце часовите и за едните и за другите. Имаме со УСАИД веќе една донација да го промениме кровот на средното училиште, пошто на основното училиште ја завршивме реконструкцијата минатата година. Тоа е со азбестни табли, да го промениме со лим, со панели. И мислам дека ја спомнав и кулата Златкова што треба да ја реновираме и треба да направиме преку Североисточен плански регион, значи ние одобрен веќе и завршена е тендерска тендерот за започнување на работите на регионално туристичко биро во Кратово, кое ќе биде во служба на сите 6 општини. Значи така донесе Советот на регионот одлука во Кратово да се изгради, значи тука ќе можеме да работиме на промоција на туризмот и за Крио Паланка, и за Ранковци, и за Нагоричани, и за Куманово, и за Липко. Мислам до крајот на годината дека и тој проект ќе биде реализиран. Се гледа дека сте биле одличен комерцијалист по ова се што кажувате сега и впрочем општина Кратово мислам дека никогаш не било блокирана. Никогаш немала финансиски недостаток во касата. Значи јас сум 10 години градоначалник, пари никогаш не се доволни.
но Да. парите ги користиме онолку колку имаме. Општина Кратово ни овие 10 години ни во моментот должи на некого, нити имала блокирана сметка, нити имала финансиски потешкоти. Значи, сите средства што ги имаме, домаќински ги распоредуваме, градиме онолку колку што имаме, со наши пари можеме многу малку да изградиме. Но со аплицирање со проекти до министерствата, до разни амбасади, до разни други донатори, успеаме сепак нешто да градиме. Со наши средства многу малку би изградили. И мислам дека не само општината, туку и општинските институции, а тоа е средното училиште, основното општинско училиште, музеот на град Кратово, домот на културата, детската градинка, воопшто немаат долгови или па да имаат на некого да должат. Сведоци се дека сите општини им недостасуваат средства за грејење, за превоз. Во општина Кратово таков проблем нема. Се надевам дека, бидејќи знам имате многу пријатели на секаде, особено и во Куманово, пријатно им беше на нашите гледачи со вас. Повторно ќе бидете сигурно наш гостин. Нека се множат манифестациите во Кратово од секаков тип, а вам ви посакувам успех до крајот на мандатот и ако одлучите да се кандидирате и понатаму. Ви благодарам уште еднаш.